Жителите на штипското село Радање еден месец се без вода за пиење. Поплавите ја оштетија водоводната мрежа која се уште не е санирана, а во меѓувреме жителите се снабдуваат со вода која е само за техничка употреба. Од општина Штип најавуваат брзо санирање на водоводната мрежа во Радање. Еден месец нема вода. Таа орџалија донесе вода. Со водата од пумпата сега моментално го користиме. Од јаки дождови однесени се севките. Има бутнато една каскада, што беше најдолна каскада. Тоа 90% уништено е веќе. Средношколците од Делчево и Македонска Каменица се вклучија во крводарителска акција. Акцијата е повеќе од успешна, а десетина средношколци од Делчево за прв пат даруваа крв. Значи, ова е редовна крводарителска акција која што ја организира Општинската организација на Црвениот крв заедно со Институтот за трансфузиона медицина во Скопје и службите за трансфузија во Делчево и во Штип. Значи, прва за месец март. Ова акција, значи, ја испланиравме да биде комбинирана. До 12 часот даруваа граѓаните од нашата општина. После 12 часот акцијата ја разубавивме со присуство на учениците од Центарот за средно образование Методи Митевски Брицо. Акцијата се одвива професионално и можам да кажам една од најуспешните акции. По повод меѓународниот ден на жената во Националната установа Библиотека Гоце Делчев отворена е првата самостојна ликовна изложба на Кели Бочварова од Штип. Тема на изложбата е Твоето име е љубов. Мотивацијата ми е од самиот лик, значи да е насмеан, да е позитивен. Инспирацијата сама си доаѓа, како да ви кажам. Прекрасна, значи. Утре во Дом на млади во Штип ќе биде изведен уметничкиот перформанс Убавите жени на мојот град. Настанот е празничен, подготвен е од драмското студио Гаврилов, а ќе настапат и уметници, музичари и студенти. 7 март во 18:30 часот Домот на младите за прв пат оваа година на сите припаднички на поднежниот пол, меѓутоа не е исклучена можноста да дојдат и мажи, ќе им подари еден несекојдневен настан, тоест ние велиме една несекојдневна прослава, каде што ќе можат да си ги разгалат своите чувства преку слушање на поезија и убава класична музика и на тој начин да бидат уникатни, да бидат поинакви и на еден единствен начин да го прослава Денот на жената 8 март. И покрај неповолните временски услови, цените на сезонското овошје и зеленчук се стабилни. Зеленчукот под фолија држи висока цена, па побарувачката за него е мала. Од овошје најбарани се јаболките и јужните плодови. Денесниот пазар спрема времето е добро. Има раздвиженост, цените се половни, може да се пазарува. Зелкото е 40 денари кило, компиро е 20 денара, цвеклото 30, морково 40, лукчето 160 килото, 10 денари парче, кромидо 30 стариот, младиот 10 и 15, тиквичката 150. Најмногу до сега имаме потрошено портокал, мандарина, кива, банана и крставичка. Па рачунаме како секој петок и овај петок рачунаме да продадеме. Робата разновидна и тоа не прескано, опште не прескано. Што значи поштуваме од марулата, целер, брокула, ѓумбир, пашканат, морков, цвекло, радоква, има прокел, кел, блитва, дајкун, се. Цените марулата е 15 денари, сманакиот е 40 кило, брокулата зависи од големината, од 30 до 40 парче. Мислам дека ако луѓето земаат пензија, би требало да се продаде.